Најголеми штети од невремето има кај ајварскиот пипер, пченката и други култури, сумираат производителите. Површината под ајварски пипер е голема, тврдат земјоделците. Голема. Кога ќе фатиш од Василевска општина, па завршиш Босилово, Ново село, Струмица, сите 4 општини се уфатени од регионот на Огрежден, се уфатени сите со непроценлива штета. Кои се најпогодени од културите? Од културите, тоа што е сега засадено, тоа е куртовата капја ајверката. Она е моментално најмногу засадена во овој период и е најмногу погодена. Вчерашното невреме со ветар и дожд има многу голема штета на пченката, бидејќи во таа фаза е на клас и не може да издржи толку удар на ветер и многу има паѓање на земјата и кршено. На удар вчера беа и лозјата, кај кои за среќа штетите не се големи и подносливи се. Кај лозјата секако дека ќе има оштетување, тие механички оштетувања ќе ги има, во кој степен ќе бидат ќе видиме, не знам, тоа пак ќе го покаже времето, меѓутоа ипак веруваме дека ќе се рефлектира и тоа и врз лозарството, врз грозјето. Увид во штетите кај градинарските култури во Струмичкиот регион денеска изврши министерот Борче Серафимовски. Реално големи проблеми се затекнати земјоделците и еве како министерство, како влада и како држава, воедно и општината како локална самоуправа, согласно сите законски правила и прописи кои што постојат за заштита, сме тука за да се искоординираме и нормално да дадеме можност за да помогнеме на земјоделците. Големите штети, особено кај ајварскиот пипер, уште од-сега креираат повисоки цени, но и кај останатите видови на зеленчук и овошје. Секој пат цената штетите влијаат на цената, ама за жал земјоделецот кој го произведува нема да усети ништо од сето тоа. И тоа сето ќе се рефлектира врз идните цени на зеленчукот во пазарите. Дали тоа ќе иницира по високи цени или? Апсолутно. Тоа ќе има рефлексија негативно врз цените, пазарите цени посебно на градинарските производи.